Здраво, здраво, наставнички, да се поздравиме вака, бидејќи не смееме да се поздравуваме со раце, нити па да се вишкаме. Вие предавате математика, така, парни и непарни броеви за прво оделение, така? Може да почнеме со часот. Може да почнеме. Добар ден на сите. Прво што сакам да ве прашам, дали вие двајца знаете што се тоа парни и непарни броеви? Мене ме прашувате? Се разбира. Знам што се парни и непарни броеви. Ајде. Ама јас би сакал вие да објасните, професор. Добро. Јас ако почнам, ќе почнам со некои формули, децата многу ќе се збунат затоа. Добро, во ред. Ако го погледнеме, например, нашево тело, што можеме, например, да погледнеме што имаме во пар? Раце. Така е. Две. Нозе. Нозе, точно. Очи. Уши. Очи. Ноздри. Добро, ноздри. Друго. Веги. Веги, така е. Што имаме едно нешто? Срце. Нос. Точно, браво. Срце. Нос. Нос. Добро. Устата. Уста, да. Така. Прстите на рацете се во непарен, на едната рака се во Така, непарен во број, непарен број. а на другата рака се заедно се во парен број, така? Така е, браво, Ана. Што е тоа парен, а што е непарен број? Ќе ги употребам, еве, например, моиве 10 прстиња за почеток овие на едната рака. Ќе го земам првото прсте, а тоа е бројот? Еден. Така. Тоа е, сега ќе видиме дали еден е парен или еден е непарен број. Например, да замислиме дека ова едно прсте сакало да танцува, но му требало уште едно другарче до него, значи не може само, и затоа го додаваме бројот 2. Значи ова се две прстиња. Наскоро се приклучило уште едно другарче, тоа е бројот кој? 3. Дали 3 е парен или непарен број? Овие две се заедно. Заедно и се во пар. И се во пар. А 3 е само, значи непарен. Така. Како може, значи, да стане парен број? Што треба да направиме? Уште едно другарче да дојде. Уште едно другарче ќе додадеме и тоа е бројот 4. Така. Добро. Наскоро се приклучило и петото другарче, односно бројот 5. Јас го запишав овдека на палчето и било многу тажно. Што треба да направиме сега? Се разбира да му најдеме уште едно другарче. Уште едно другарче, а тоа е другарчето од другава рака, односно другото палче. И што приметуваме сега? Дека секое прсте има уште едно до себе, односно тие се во пар. 2 со 2. Добро, дали може да искористиме таблава да објасниме уште еден пример? Да, може ова, сакате електронската табла да ја искористиме? Па мислам дека овде би било поубаво, бидејќи треба да нацртаме нешто. Дали само Добро. ова Па не знам дали се чисти. брише. Ова не се брише. Наставничка, јас мислам подобро да Сепак, цртаме на... Ајде ќе цртаме, нема никаков проблем. Еве го пенкалцето. Нормално, боичка. А може и да боиме. Ете. Добро, Да, само одлично. Значи, да почнам. Вака, ќе се обидам убаво да направам. Еден цртеж. Еве вака. Добро. Човече. Да. Едно човече, односно девојче. Никогаш Знае да се збуни. таблата знае да се збуни. Нема проблем. Наставнички многу убаво цртат. Благодарам. Еви, одека ќе ставиме едно раче Вау. и уште едно раче. Мислам дека Одлично. Прекрасно. вака, извинете, овие малце да ги Потенцираме. ни треба и тоа. Сега ве замолувам малку да ми помогнете, односно јас од оваа страна ќе напишам
парни. Значи ова ќе ни биде табела за парни, а од оваа страна ќе ни биде табела за непарни броеви. Непарни броеви. Ете така. Прво прашање до вас, кога одиме во продавница и сакаме да купиме чорапи. Како и кажуваме на продавачката? Ве молам, дајте ми еден пар чорапи. Зошто кажуваме еден пар чорапи? Бидејќи ги има по две. Така е, бидејќи се во пар, односно чорапите се по две. Друго, што можеме да купиме во пар? Чевли? Така е, чевлите одат секогаш во пар. Така? Еден пар. Пар. Така. Ракавици. Браво! Ракавици одат исто така во пар. Сега погледнете ја оваа слика, односно мојов цртеж, и да видиме што можеме да ставиме во парни. Зборуваме за облеката на девојчето, а што можеме да ставиме во непарни броеви. Ајде, Ана. Капата би била во непарни броеви. Браво, Ана. Односно, имаме Капа. капа. Така е. Добро. Дали можеме да претпоставиме дека тоа се ракавички? Така е, да. Ракавичките се во пар. Браво, Во парни. во парни, односно ракавици. Така е. Друго што имаме во непарни? Фустанчето, Фустанчето. да, е во непарни. Така е, Едно е. браво. Браво. Одлично. Што имаме во пар? Копчиња 4. Браво! Тоа сакав да ми кажете, затоа и потенцирав. Затоа ги потенциравме копчињата. Браво! Некој прател на час. Браво, браво, Твајнштајн. Добро. Што имаме повторно сега ќе одиме во парни? Во парни. Дали ова се чорапчиња? Та, Чорапи. чорапи. Браво. Чорапи. Одиме во непар. Не пар. Нос. Нос, браво. Нос. Тоа е еден и е непарен број. Што имаме друго во пар? Веги. Веги. Добро, одлично. Добро. Браво на себе. Друго во непар? Во не пар друго. Уста. Уста, браво. Одлично. Пар? И чевли. Чевли. Одлично, дечки. Понатака, што имаме во пар? Раце. Раце, може, раце. Така е, браво. Ти се две, така рековме, две рачиња. Наставнички имам едно прашање. Повелете. А панталони ако би биле во парни или во непарни броеви, бидејќи тоа е едно, ама има две нозе? Така е, јас мислам дека тие би биле во непар се бројуваат, иако, затоа што кажуваме едни панталони, Едни се, да, иако сврзани. се однесуваат за двете ноџиња. Аха, добро. Добро, стигнавме, ајде да кажеме да видиме ракавици, копчиња, чорапи, веги, чевли, раце и уште нешто ни фали во парни. Уши. Уши. Уши и уште нешто. Уште нешто фали, да. Она со што гледаме. Очиња. Очи, браво. Одлично, дечки. Сега да направиме еден заклучок. Што се парни, а што се непарни броеви? Дали може да кажеме? Чи парни броеви се оние што одат Заедно во пар. две во Две. пар, Две односно во имаме две исти. Добро, а непарни броеви се тие што немаат такво се другарче, што се сами. што имаме, односно само едно, односно немаме уште едно другарче до него. Добро. Презентација имаме една, дали може да ја погледнеме? Разбира. Одиме само ова да го... Можеме да го изчистиме? Да. Еве, завршивме со
Добро, нема везе, може да се спушти таблата. Добро, може да се спушти таблата и да одиме со презентацијата која се вика како? Парни и непарни броеви. Парни и непарни броеви. Еве сме. Парни и непарни броеви. Дали може да погледнеме кои се парни, а кои се непарни броеви? Да. Парни броеви се 0, 2, 4, 6, 8, 10 и така натака. Ќе ги кажеме од втората десетка. Односно, рековме, оние броеви кои одат со пар. другарче во пар заедно. Непарни броеви се 1, 3, 7, 5, 9 и така натака од втората десетка, односно оние кои немаат другарче до себе. Да кликнам така. Да. Ете, кажавме што се парни. Значи, парни броеви се она што содржи две нешта, тоа се вика пар. Така. Имаме тука два цртежа, односно за представување на бројот 2 и бројот 4. Што приметуваме тука? Дека до едната звездичка има уште една звездичка, односно тоа е бројот 2. Има пар. Едната звездичка има другарче до себе. Во бројот 4 имаме 4 срциња, односно секое срце до себе има уште едно, односно и тие се во пар. Еве ги бројот 6, 8 и 10. За 6 имавме пример со топчиња, односно кругчиња. Приметуваме дека имаме под секое топче уште едно. На оваа слика како ќе приметиме, тоа е зборуваме за бројот 8. Односно, дека имаме еден пар, уште еден пар, уште еден пар и уште еден пар. Значи имаме 4 пара. Така. И овдека имаме што е ова? Мачиња. Мачиња. Да, моите омилени животни. Колку се? Еден пар, 2 пара, Така. 3 пара, 4 пара, 5 пара, што прават 10. Браво, Ана. 10 мачиња. Браво. Добро. Заклучок, парни броеви се кои броеви? Овдека недостасува да ја напоменеме дека е нулата. Нула, да. Односно 2, 4, 6, 8 и 10. Тоа се парни броеви. Ајде да видиме сега што се непарни броеви. Значи тоа се броеви кои не може да се поделат на два еднакви дела. Значи рековме дека треба да имаат другарче до себе за да станат парни. Така. А овие броеви немаат уште Овие едно немаат. другарче, односно стануваат сами. Нареден Одиме назад. слайд, да. Дозволете да ви Ти помогнам. благодарам. Така. Кои се тоа непарни броеви? На оваа слика имаме Јаболко едно. јаболко едно. На втората слика имаме 3 врејки 3 вреќи, така е. и на тритата имаме 5 моливчиња. Така е, да. Например, овие две вреќи, една-две се во пар, но Да, третата тата не е во пар. не е во пар, односно бројот 3 е Е непарен непарен број. број. Да. Истото и со моливчињата. Овие моливчиња Еден пар, 2 пара и третото нема пар. нема пар, односно бројот 5 е непарен број. Непарен број. Ајде да видиме на наредната слика. Ова е сликичка со пигвинчиња, така е. Што се случува во оваа слика? 2 по 2, значи се во пар, така? Така. Имаме 7 пигвинчиња, но седмото пигвинче им свртело, Нема. грб се налутило и нема другарче за дружење, така? Односно Да. бројот 7 е непарен број. Добро. Што имаме овдека? Смајлиња, Да. така? Значи, еден пар, 2 пара, 3 пара, 4 пара и петото нема пар. Така е, нема пар, односно се двои, останало само. Двој. Да. Наставничка, мислам дека веќе треба да вадиме заклучок. Тука се. Да. Тука е заклучокот. Значи, заклучок за непарни броеви се 1, 3, 5, 7 и Девет. 9. Сега имам една задача за вас. Добро. На брзина и уште една задача ќе ви дадам. И тука мислам дека... Време, може да им дадеме домашна ите, например, на Ајде, децата. добро, добро. Добро. И да им пратат на своите наставнички. Домашна работа, значи дечиња имате за домашна да ги представите со цртеж или со помош на пластелин парните и непарните брои од првата и втората десетка, или може да ги користите вашите компјутери, лаптопи, телефони. Значи на страната Top Marks имате многу интересна игра со парни и со непарни
броев. Ви благодарам на учителке многу, а ние сега еден джингл, па благодарам. ќе следи вториот час за второ оделение. Така е.